Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе обработиме третата, а воедно и последна глава од посланието до Тит. Главната тема на оваа глава е Црквата е повикана да прави добри дела. Во првата глава видовме како црквата треба да е добро организирана, во неа да има ред и побожни водачи. Потоа, во втората глава, видовме како црквата треба да го проповеда и негува правилното учење. А сега, врз основа на првите две глави, Павле аргументира дека црквата во која има ред, во која се проповеда вистинското Христово учење, мора да е црква која прави добри дела. Доброто учење секогаш ќе резултира со правење добри дела кај оние кои го прифаќаат со вера. Ке почнеме со читање, стих 1. Напомнува им да се покоруваат на началствата и властите, да бидат готови за секое добро дело. Во делот во кој Павле го охрабрува Тит да ги повика верниците да прават добри дела, првото нешто со кое апостолот започнува е почитувањето на властите. Кога некој ќе ја спомне фразата добри дела, не сум баш сигурен дека почитувањето на властите е првото нешто на кое луѓето би помислиле. Но, верувам дека Павле има добра причина зошто почнува на ваков начин. Тој сака христијаните на островот Крит да ги почитуваат властите и во ниту еден момент да не им дадат повод на управителите од островот да помислат нешто погрешно или лошо за христијанската вера. Факт е дека во првиот век, во речиси сите области од Римското царство, властите немаа баш добро мислење за христијанската вера. Но, тоа беше така бидејќи не ја разбираа верата и не можеа да го прифатат фактот што христијаните му се поклонуваат само на еден Бог. Кога велам дека Павле не сакаше христијаните на властите да им дадат повод да имаат лошо мислење за верата, по тоа сакам да кажам дека Исусовите следбеници не треба да го кршат законот на местото каде што живеат. Се разбира, ако човечкиот закон е спротивен на Божјата волја, во такви услови христијаните треба да останат верни и доследни на Господовото учење. Но, кога законот е добар и не се противи на Божиот збор, христијаните треба да го почитуваат. Тоа е она кое Павле сака да го каже преку овој стих. Патем, сосема сум свесен дека во секојдневието има многу ситуации кои не се лесни и едноставни кога станува збор за тоа дали да се следат Божите зборови или тоа што законот го бара од луѓето. Земете за пример млад човек кој е повикан да служи во војска за време на одредена војна. Поради својата вера во Господ Исус, тој смета дека не е во ред да убива други луѓе, макар и во војна. Но, државата од него бара да се бори и ако има потреба од тоа да убие што повеќе противнички војници. Како да постапи таа личност во оваа ситуација? Јас сум слушнал за војници кои учествувале во Втората светска војна и не сакале со себе да носат оружје, затоа што тоа се косело со нивните верувања и убедувања како христијани. Верувам дека таа нивна одлука воопшто не била лесна, затоа што во очите на другите може да изгледаат како кукавици кои не ја сакаат својата татковина. Но, тука не станува збор за тоа дали некој има љубов кон татковината, туку дали ќе одлучи да се води според својата совест која е подкрепена од верата или пак ќе ја погази својата совест, што е прилично сериозно. Има и други ситуации кога иако верникот може да е убеден и да знае како треба да постапи, сепак тоа не е лесно бидејќи може да трпи сериозни последици за својата лојалност кон Господ. Но и покрај се, во црквата верниците треба да се поучуваат дека треба да бидат послушни на властите. Се разбира, во оние ситуации кога нивните барања не се спротивни на Божите.
Поентата не е дека ние се подчинуваме на некој конкретен човек, туку на позицијата која тој човек ја има и му е дадена за доброто на народот. Например, во денешно време ми се чини дека луѓето се помалку ги почитуваат полициските службеници, а тоа не треба да биде така. Свесен сум дека има некои луѓе кои ја работат таа работа и буквално не се достојни да го прават тоа. Но тоа не значи дека сите кои ја носат таа униформа се корумпирани и не треба да се почитуваат. Замислете како би изгледала нашата држава кога не би имале полициски службеници во неа. Ако мислите дека сега е хаотична, не знам со каков збор би можеле да ја опишеме кога тоа би се случило. Ова прашање покрај другото го отвара и следново прашање. Дали христијаните треба да се занимаваат со политика? Моje лично мислење е дека христијаните поединци можат да се занимаваат со политика доколку сакаат, но во црквата не смее и не треба да се зборува за политика. Верувам дека од проповедалната треба да се зборува за гревовите и престапите на општеството, но не да се поддржува една или друга партија. Такви идеи не треба да се слушаат од проповедалната. Пасторите и проповедниците за тие работи може да зборуваат во некој друг контекст, но не и во црковните храмови. Павле вели дека верниците треба да бидат готови за секое добро дело. Наместо да го кршат законот на местото каде живеат, верниците треба да прават добри дела, за да бидат вистински пример пред неверниот свет. Стих 2. Никого да не хулат, да не се караат, туку да бидат мирни и да покажуваат секаква кротост кон сите луѓе. Христијаните не треба да се караат. Ова правило или овој стандард важи и за нас денес. Знам дека некогаш е тешко да се воздржиме од кавги и расправии, но како христијани ние сме повикани да бидеме мирни и да покажуваме кротост кон сите луѓе. Патем, во некои преводи, наместо никого да не хулат, се вели да не зборуваат лошо против никого. Ова е навистина важен стандард и принцип за христијанскиот живот. Според начинот на кој јас го сваќам тој дел од стихот, тоа значи дека христијаните не смеат да озборуваат. За жал, озборувањето е и тоа како присутно денес помеѓу луѓето. Кога ние христијаните ќе забележиме дека нашите соговорници сакаат да зборуваат нешто лошо или негативно за некој кој не е присутен, треба да не се впуштаме во таквите разговори. Нека Бог ни даде мудрост како да го правиме тоа и со нашето поведение не да покажеме самоправедност, туку повисок духовен и морален стандард на живење. Стих 3. Бидејќи и ние некогаш бевме неразумни, непокорни, заблудени, бевме робови на желби и на разни сладострастија. Живеевме во злоба и завист, бевме одвратни, се мразевме еден со друг. Ова е многу добра слика за духовната и морална состојба на неспасените луѓе, односно на оние кои не веруваат во Господ Исус и не го следат. Овие зборови кои ги прочитав не се однесуваат само на неспасените луѓе од првиот век, туку и на сите луѓе кои го немаат Христос во себе денес. Со тага во моето срце сведочам дека за жал некои од овие особини кои Павле ги набројува можат да се сретнат и во црквите. Низ годините сум бил пастор на неколку заедници и ќе ви кажам дека еден од проблемите во тие цркви било токму озборувањето. Христијаните кои озборуваат го срамотат Господовото име. Таквото однесување е својствено за неверните, но верниците треба да знаат подобро од тоа. Стихови 4 и 5. А кога се јави добротата и човеколюбието на нашиот Спасител Бог, тој не спаси, но не според извршените од нас праведни дела, туку по својата милост, преку бањата на преродување и обновувањето од Светиот Дух. Зошто Бог не спаси? Затоа што сме премногу добри? Не,
туку поради неговата милост, поради неговата добрина и човеколюбие. Но, само затоа што Бог не спасува поради нашите добри дела, тоа не значи дека христијаните воопшто не треба да прават добри дела. Светописното учење вели дека добрите дела не се причината, ама се последица од спасението. Верувам забележавте како Павле зборува за Божјата милост во овие стихови. Бог може и сака да ви покаже милост и вам. Без разлика кои сте, што сте направиле во животот или во каква состојба се наоѓате моментално. Сакам да знаете дека Бог, поради својата милост, може да ви даде нов почеток. Тој може да ве спаси, односно да ви ги прости гревовите и да ви даде нов живот кој почнува тука на земјата, а ќе трае низ целата вечност. Стих 6. Кого изобилно го излеа на нас преку Исус Христос, нашиот Спасител. Апостолот Павле понекогаш го користи овој збор изобилно во своите посланија. Ако сте ги читале неговите посланија, ќе забележите како Павле го представува Бог како некој кој има повеќе од доволно од нештата кои ни се потребни. Тој вели дека Бог изобилно го излеа Светиот Дух на нас преку верата во Господ Исус. А кога Светиот Дух е изобилно излеан во нас, тоа значи дека ние можеме да имаме не доволно, туку изобилство од мир, не доволно, туку изобилство од љубов и радост и слично. Во едно друго послание Павле вели дека Бог може да направи изобилно повеќе од тоа што го бараме или очекуваме од Него. Стих 7. Та оправдани со Неговата благодат, да станеме по надеж наследници на вечниот живот. Тоа е нашата надеж, да станеме наследници на вечниот живот преку вера во Господ Исус. Стих 8. Верни се тие зборови и јас сакам да го утврдуваш тоа, та оние што поверувале во Бога да се трудат и да се грижат за добри дела. Ова е полезно и добро за луѓето. Откако Бог ќе не спаси преку вера во Неговиот Син Исус Христос, ние сме повикани да се трудиме и да се стремиме да правиме добри дела. Ова го кажав претходно, но ќе го нагласам и сега. Преку добрите дела ние не можеме да го заслужиме спасението, но откако ќе ни биде дадено преку вера, ние треба да правиме добри дела кои произлегуваат од фактот што сме спасени. Апостолот Павле вели дека добрите дела се добри и полезни за луѓето. Добрите дела се добри и полезни за верниците, бидејќи така се учат се повеќе да наликуваат на нивниот Спасител. А добри се и за оние кон кои се направени тие дела. Кога христијаните прават добри дела, тоа е сведоштво за промената која Господ ја направил во нив и начинот на кој тој действува во нивните животи. Стих 9. А од глупави распрашувања и родословија за племињата, од препирки и расправии по однос на законот, клони се, зашто се бесплодни и празни. Во тоа време во црквите во Крит доаѓале луѓе кои сакале само да се расправаат и да дебатираат за верата, обидувајќи се да ги наметнат своите лажни учења кај верните. Павле го советува Тит да не дозволува такво нешто во црквата. Христијаните се повикани да ја бранат својата вера, но не со безсмислени расправи и препирки, туку со здраво учење и со добри дела. Тоа е една од причините поради кои одлучив во оваа аудиопрограма да не зборувам многу за спротивните гледишта од она што Светото Писмо го поучува. Мојата задача и повик е да го проповедам вистинското учење, а не да се обидувам да ги разобличувам лажните учења во кои некои луѓе веруваат. Наместо да ја посветувам внимание и време на лагата, јас одлучив да ја проповедам вистината. Но, како треба да се постапи со луѓето кои во црквата сеат раздор преку своите учења? Стихови 10 и 11. Бегај од човек раздорник,
откако ќе го посоветуваш еднаш или два пати, знаејќи дека таков човек се изопачил, греши и дека се осудил сам себе си. Павле го советува Тит како да постапува со оние кои сеат раздор во црквата и одстапуваат од вистинското христијанско учење. Неговиот совет е со таквиот човек да се разговара еднаш до два пати и потоа да се остави. Вакви луѓе имало, има и ќе има во црквата. Едноставно е невозможно за црквата да не се соочува со раздорници, со оние кои отпаднале од вистинското учење. Но, тоа што Павле сака да го каже преку овие стихови е дека на тие луѓе мора да им поставиме некакви граници. Стихови 12 до 14. Кога ќе ги пратам кај тебе, Артем и Тихик, побрзај да дојдеш кај мене во Никопол, зашто решив таму да презимувам. Законикот Зина и Аполос погрижи се да ги приготвиш за пат, така да немаат потреба од ништо. И нашите нека се учат да прават добри дела за неопходните потреби, за да не бидат бесплодни. Не знам за кој Никопол пишува Павле во овој стих, бидејќи во тоа време постоеле 3 места кои биле наречени Никопол. Верувам забележавте како и сега, при крајот на посланието, Павле повторно вели дека Тит треба да ги учи верниците да прават добри дела. Ако не прават добри дела, тој вели дека верниците ќе останат бесплодни. Тоа е навистина жално, кога една личност ја исповеда верата во Господ Исус, а сепак е бесплодна. Замислете дрво кое има убави лисја, но нема плодови. Такви се и оние кои го исповедаат Господ Исус, а им недостасуваат добрите дела. Стих 15. Те поздравуваат сите што се со мене. Поздрави ги оние кои не милуваат по вера. Нека биде благодата со сите вас. Амин. Ова е мојата молитва и желба и за вас. Благодата Божја нека биде со сите вас. Во следната епизода ќе почнеме со обработка на уште една новозаветна книга. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.